Предлогот за пократок полициски час ги израдува граѓаните. Задоволни се од најавеното ублажување на рестриктивните мерки за движење, за кое денеска ќе одлучува владата. Велат подобро на воздух со заштитна опрема отколку заклучени дома со денови. Најзадоволни се повозрастните граѓани, кои наместо од 10 до 12 ќе можат да излегуваат по 4 часа на ден, од 8 наутро па се до пладне. Мислам дека треба да се подели времето. Многу е голем размакот од 8 до 12, затоа што постарите луѓе сакаат да се прошетаат. Не е толку за пазарувањето. Јас мислам дека треба попладне 2 сати предпладне. Веќе се навикнати луѓето да држат растојание и да носат заштитни средства. Бидејќи сум во категорија на повозрасни, го поздравувам ова за зголемување, бидејќи за 2 часа вие немате време да пазарите, да во апотеки, во магазини. Вака од 8 сат како слушнав до 12 и малку така ќе се растрети, ќе нема гужва. Сепак дел од нив стравуваат дека намалувањето на рестрикциите носи опасност од зголемување на бројот на заболени со COVID-19. Јас мислам дека постарите тоа многу лесно го прифатија. За помладите е проблем, пошто тие се поактивни, сакаат посоцијална дружба и имаат проблеми околу тоа и мислам дека на овој начин малце ќе им се пушти нив одушка, па полесно ќе се снајдат. Дали може би ако ни дозволат повеќе време да се движиме, па може би повеќе заразени ќе има? Сигурно дека ќе има повеќе заразени, затоа што во принцип не сме дисциплинирани. Доколку се придржуваме на дисциплината со маски, со ракавици, јас мислам дека ќе биде во ред. Предлогот за ублажување на мерките до владата го достави Комисијата за заразни болести, во време кога здравствените власти се уште го очекуваат пикот на болеста. Препораката е наместо од 16 часот во работните денови, полицискиот час да стартува од 19 часот и да трае до 5 часот наутро следниот ден. Скратен ќе биде и викенд полицискиот час. Нема да почнува во петок, туку во сабота во 16 часот и ќе трае до понеделник наутро. Ублажувањето на мерките за движење ќе донесе нови правила. Надлежните најавуваат дека сите граѓани ќе треба да носат заштитни маски, марами или шалови на носот и устата, кога ќе посетуваат затворени продавници, маркети и аптеки. Но ова ќе важи и за зелените пазари, каде е невозможно да се држи физичката дистанца од 2 метри. За непочитување на мерките ќе следат парични казни.